Добар ден и добре дојдовте. Вие го следите новото издание на Fairplay, а искрено се надевам дека имате убаво неделно попладне и дека ќе дозволите во наредниот половина час ние да бидеме ваше добро друштво. А наша денешна тема ќе бидат фитнесот и бодибилдингот, со оглед на тоа што особено во последните години фитнесот е една дисциплина која е и како популарна. Заедно со моите денешни гости во студиото сакаме и имаме за цел да ве потсетиме дека оваа дисциплина, освен тоа што има за цел да ни помогне да ја достигнеме посакуваната форма на нашето тело, сепак е многу важно при тоа да не го загубиме нашето добро здравје. Ве канам да бидете заедно со нас на Телма. Нив ги поврзува спортот, фитнесот и бодибилдингот, но најважно љубовта. Што е потешко, да се одржи телото, здравието или љубовта во топ форма? Одговорите во денешното издание на Fairplay ги бараме од нашите гости, фитнес тренерите Кристина Неделковска и Адам Атлета Глигоровски. Задоволство ми е што денеска имаме ваков прекрасен пар во студиото, стручни се на вистина за она што го работат, а воедно се и партнери во приватноста, пак имаме голем број на теми за кои ќе зборуваме. Им посакувам добар ден и добре дојден на Кристина Неделковска и Адам Глигоровски. Добре дојдовте во Fairplay. Добро ве најдовме. Се радувам што сте овде, сместете се удобно. Здраво, здраво. На поканата. Да, на поканата. Прв пат имам прилика и лично да ве запознам, иако вашата работа ја знам. Како што кажав, се радувам што сте овде и интересно ми е што пред само неколку денови не бевте во Скопје, бевте на една многу убава дестинација. Ајде кажете ми каде беше тој, дали се добри впечатоците од како се вративте од таму? Ајде го спагите вие. Ги дадеме на дамата предност, да. Бевме на одмор, бевме во Занзибар и местото е преубаво. Рајот на земјата, прекрасни плажи, прекрасна вода, вегетација, буквално очите да ви се наполнат со преубави бои. Секој кој што има можност да отиде, така? Да, топло препорачуваме. За вас таму се случи еден убав и посебен момент. Па сега сакам и за тоа да ми раскажете. Наскоро ќе бидете и официјално заедно во брак. Меѓутоа, на тоа му претходи оноа познато и популарно прашање, затоа сега надам, предност ќе му дадам. Дали е навистина толку тешко за мажите да го постават прашањето дали ќе се ожениш за мене? Видете, прашањето не е тешко да се постави, бидејќи сега после толку долго време заедно, отприлика одговорот го знаеме на прашањето, меѓутоа самата припрема е малку стресна, значи околу прстени, организација, како ќе биде, дали ќе се допадне, дали ќе остане изненадување. Тој момент малку беше по така, со малку трема имав да речам, меѓутоа не е многу тешко да се постави прашањето. Кристина, очекуваше вакво нешто баш сега и таму или не ни предпоставуваше дека? Па не очекував баш сега и таму, инаку нормално долго сме заедно и негдека постои некое очекување. Меѓутоа бев стварно изненадена, пошто мене е многу тешко да ме изненадиш, да не примет. Да, таа има таа женска интуиција, да, ние знаеме. Нормално. Голем дел од работите и ги чувствуваме. Дали е тешко, со оглед на тоа што ја делите и приватноста, меѓутоа многу голем дел од секој ден го минувате и заедно на работно место. Да, секој има своји обврски, своји клиенти, соработници, меѓутоа сепак заедно сте во фитнес центар Атлета. Некогаш вие проблем се презаситувате од тоа што делите многу нешта или не ви менува? Да ви кажам, после толку години заедно, веќе 5 години сме скоро заедно, а отприлика исто толку и работиме заедно, се уште не ни се има случајно да се презаситиме, бидејќи ние сме заедно, да речем по цел ден, ете, заедно живееме веќе 2,5 години, значи заедно спиеме, заедно се будиме, одиме на работа заедно, ама во самиот работен процес не сме нон-стоп заедно. Значи јас сум си на една страна, си имам мои клиенти, Кристина си на друга страна, си барка незини работи со клиентите и што некои денови скоро немаме ни ич комуникација на работа.
какво е вашето мислење за тоа дека фитнесот стана една модерна дисциплина? Па некако секој втор, да речам, се одлучува јас тоа го сакам, но друго е прашањето колку професионално се работи оваа работа. Каква е вашата слика? Имате искуство со многу луѓе, со професионалци, долго го работите ова, компетентни сте да еве, го кажете мислењето на тема. Да, фала ви за убавите зборови, меѓутоа стварно сметам дека сме компетентни од повеќе аспекти. Прво, фитнес клубот Лета е еден од најстарите клубови, можеби не е прв, но дефинитивно еден од тие што се уште функционираат. Да, кажи колку време постои? 37 години постоиме. Од 1985 година. Се бавиме доста долго време со тоа. Јас конкретно се бавам 15 години. Имам завршено факултет на Факултетот за физичко образование, здравје и спорт и сега пред 3 месеци исто така магистрирав на истиот факултет. Честитам и брат, да. Благодарам. Посветеност на работа. Да. И останатите вработени кај нас, сите сме лиценцирани тренери од Бодибилдинг и Фитнес Федерацијата на Македонија. Имаме сертификат за работа кој што е признан на светско ниво од единствената признаена федерација во светот ИФББ. Многу млади луѓе прескокнуваат некои скалила и сакаат веднаш од 3 месеци, 5 месеци, година дена вежбање да станат тренери. Значи, тоа треба да, имаме иде... многу, особено Инстаграм тренери, онлайн тренери, да. Секаки во Инстаграм. Навистина не е добро и некој па знае да биде опасно по здравието на луѓето кои што, да речеме, нема да одберат соодветно кому треба да му веруваат и кој е доволно стручен за ова. Да. Точно така. Значи, вие кога ќе земете тренер, си го доверувате освен вашиот изглед и вашето здравје во нечии раце и треба многу да се внимава за тоа. Кристина, зошто од сите опции, сите можности, сите спортови, посака ова да биде твојот фокус? Значи, фитнесот, своевремено и бодибилдингот, затоа што се надпреваруваше во дисциплина која беше, подсетиме? Велнес фитнес. Велнес фитнес Да. дисциплина. Зошто од сите други опции баш ова? Цел живот се бавев со спорт и паралелно со, мислам, кошарка, па тенис и паралелно со тоа влегував и вежбав во теретан. И од секогаш ми беше интересно, заради тоа што можеш да си го пратиш својот личен напредок и секогаш да бидеш се подобар и подобар. Откако имав повреда и потоа се вратив по рехабилитација во теретана, имав, да ти кажам искрено, и неколку килограми плюс. И кога се одлучив и да ги намалам и да влезам малце посериозно во фитнесот, тогаш сватив уствари колку е добар по самото здравје и колку ти го менува начинот на живот на многу поздраво. Се влюби во фитнесот и многу луѓе ме прашува за тоа како сум ја постигнала таа трансформација и решив да се образувам во тој смер. Има ли нешто конкретно што редовно го слушаш како прашање? Дали поврзано со одреден дел на телото? Дали поврзано со времето? Не знам колку време ќе ми треба за ова. Кажи ми, еве конкретно некои прашања што најчесто ги слушаш. Па најчесто е прашањето за колку најкратко, најбрзо време ќе ги постигнам резултатите, било тоа дали е да намалат килограми, да се зацврстат. Потоа доаѓаат прашањата од типот, мене ми е страв да не се набилдам многу, да не направам многу мускулна маса. Прашања за тоа која е најдобра храна за рамен стомак, што треба да избегнувам, што повеќе да јадам и така натака. Што се многу чудни прашања, мислам. Тешко е да се даде прецизен краток одговор. Бидејќи не постои, да. бидејќи не постои, бидејќи вклучува многу повеќе работи во едно за да стасаме до тој резултат. Сега некако природно ми се отвора таа тема за Адам кој што имаше, да речеме, еден пат во формата, така може да го наречам, или случка несакана која што практично ти го отежна твојот редовен процес и начин на функционирање. Тоа беше пред 2 години, така? Да. Раскажи ми што се случи. Ова прашање го поставувам за да биде мотивација и за оние кои што ако нешто тргне спротивно од планот, не се откажат, затоа што секој пат може веројатно се вратиме на истата патека ако имаме доволно волја. Токму така, пред околу 2,5 години добив воспаление на тетивите, на лактот и ми беше попречено вежбањето, значи не можев
да кренам ни 5 кила, а не па да си вежбам како што регулар сум вежбал, значи со убави килажи, голем број на повторување и така натака. Меѓутоа никогаш не сум се откажал. Бев на доктори, бев на физикална терапија, примав суплементација, мирував, слушав све како што ми беше препорачано од лица кои што нормално си постручни од мене во својата област. И после 6 до 9 месеци почнав полека да вежбам. Имав во тој период пат на формата, бидејќи заради неактивност се поправив. Меѓутоа, Килограми плюс, да, добив 7-8 килограми. И ти беше плюс. тешко тоа? Ти прежеше кога ќе се психички, погледнеш значи во ти гледало? кога се знаеш каков си бил и каков си сега, не можеш да преземеш ништо по тоа прашање. Не е пријатно чувството, меѓутоа не се откажав никој пат и полека колку можам почнав да се враќам во форма и сега еве фала Богу можам да функционирам, можам да тренирам, можам да работам и сум задоволен. Кристина, раскажи ми што малку околу оној бодибилдинг дел, што подразбираше оваа дисциплина во која што ти се надпреваруваше? Самата категорија Wellness Fitness е многу захтевна категорија. Тоа е категорија основана од девојките во Бразил. Меѓутоа и ние, девојките од Балкан, имаме па да кажам слична конституција, тоа се нели тесен струк, пошироки колкови, така. Решив да се надпреварувам како предизвик за себе, пошто имам надпреварувачки дух и сакав да го поминам тоа искуство, бидејќи сакав и кога во мојата тренерска кариера ќе дојде друга девојка и ќе сака да ја спремам за надпревар, да го имам, нели, тој пат веќе еднаш изодено. Дали имаше било какви, можеби и насакани последици по здравието, функционирањето, можеби некакви повреди? Како го поминаа тој процес? Беше болен или безболен? Па, не беше, самото искуство е преубаво, затоа што таква трансформација доживува телото што никогаш не сте биле свесни дека можете тоа да го постигнете. Тешко беше, искрено, тренизите напорни, одземаат многу часови во денот. Буквално го посветувате животот или барем еден тој период само на тоа. Значи и работата се намалува, клиентите, бројот се намалува. Во еден период дури и не работев воопшто, бев со себе, фокус, фокусирана само на тоа. Фала Богу, немав некои последици и да кажам сериозни повреди, малку, значи колено, рамо од прекумерна тежина, меѓутоа сето тоа пропратно сте подкрепени со витамини, суплементација, масажи, терапија, мора да едно комплетно заокружување да се направи во моментот кога сте професионален спортист, односно такмичар, мора да сте 100% посветени на тоа. Сите чекори да се испочитуваат поред за таа убава финална форма и изглед. Так. Да. Бодибилдерите честопати знаат да бидат предмет на осуда. Оние луѓе кои што не се бават со оваа работа знаат да ги прокоментираат начинот на кој овие луѓе изгледаат, функционираат, дали го измачуваат своето тело или не го измачуваат. Секој има право на свое мислење, но еве овој пат ќе слушнеме и страната и приказната на еден човек кој што е светски познат. Неговото име е Кевин Леврони и беше во Скопје, бил и во минатото неколку пати, но овој пат ја прифати нашата покана, искрено да зборува за оваа професија, за начинот на кој што тој функционирал, се со цел да постигне навистина големи резултати дури на престижните бодибилдинг надпреварувања. Ќе видите и самите уште на стартот тој сподели дека е искрено среќен што овој пат е во Скопје и разговара заедно со нас. Thank you, Yana. I'm doing great, and it feels really good to be here in Skopje once again. Yana, like when I started my career back in 1992, right? It's so long ago, I mean, God. It's like I've been traveling my whole bodybuilding career, and so it's just almost like second nature for me. When I go out on the road, I enjoy it, you know, and I think because I look forward to visiting the countries and seeing the people, it's just kind of, it's like going on vacation, even though it's work, you know.
even if you're 57 Yeah. years old, you look great. Thank you. I must say it. But how you feel about your health and about the way your body looks now? The best I've ever felt. The best I've ever felt, absolutely. Because I think, Yana, like when I was competing in competitive times, right? You're so wound up and tight, right? That you don't really pay attention to what's going on around you. You know, you're so locked in. And being an athlete, you're locked in and you're so focused. So even though you might go and visit a place, you don't really even recognize the place. You just, everything is here, you know. But now I'm at a point in life and having my supplement company and having my son and being able to enjoy life at an older age, I feel really, really good. You know, I feel good because I have less stress. You know, I'm not worrying about winning a competition. I'm not worrying about preparing for a show or anything. Now my life is just dedicated towards living life, you know, and enjoying every moment. Do you train and do you go to the gym every day still? Yeah, you know, I have a fitness studio in my home, and I built this for my son. My son plays football, American football. Yeah. Really? Yeah, he's 16 years old. So, and I'm also coaching his football team, and yeah, training the football team. So for me, I'm still in the gym, you know, actively involved and staying healthy. I'm not trying to be big, powerful bodybuilder. I'm training to stay healthy and to live a long, good life. Do you believe more in work hard or work smart? I believe in both. I believe you have to work smart and you have to work hard, you know. And I say that because, you know, some of my bodybuilding colleagues, you know, they work hard. They work hard, but I think sometimes you can overwork. Yeah, That's not good for your body. no. Too much of anything is not good. So you have to work hard, but work smart, make the right smart decisions, and not overdo anything. Your supplement brand is made in purpose to help the athletes. But is there some rule, or maybe more rules, how to use Yeah. it properly Well, to be enough and good yeah, to not be dangerous for your health? absolutely, Yana. From the experience that I had as a bodybuilder, I was able to understand the proper direction to take. You said something about how much do they know to take. Well, we write on each and every label how to take it, my recommendations of just follow the rules, like just the same thing like work. Don't overdo it and you're gonna be fine. Help the others without expecting anything in return. Yeah. Something you believe. Yeah. I think the structure of my mother, the structure of my family, just watching how my parents were, you know, my father, he helped people. My mother, she helped people. I learned a lot from my mother and watching how she raised us. There were 6 kids. And then my father died when I was 10, you know, he had cancer. So watching my mother, you know, just give and help people. And then my sisters, you know, I have 3 sisters. What will you say to those people who judge bodybuilders because of the way they live and the most because of the way they look? Yeah. Like huge bodies. Right. Bodybuilders, we do this for a specific purpose, you know. For me, I look this way because I have to say, you know, my father, he died when I was 10.
And bodybuilding for me was something that I could do, a gift that I could give to myself without relying on anyone else, you know. So this is what drove me. The passion came from that. I would say, you know, don't judge a book by its cover until you actually read it and understand what someone is living and going through, because we all have our own story and we all have our own purpose for living. So I never try to look at anyone the way that they are, because what you see is not really what is inside of that person. There's a lot more going on. So for me, I always say, close your eyes. If you close my eyes, or we close our eyes, I will never see what's in front of me. We need to feel. Close our eyes and learn how to communicate with someone's heart inside, and then you'll have a different perspective of who that person is. Дали вие некогаш лично сте се почувствувале осудувани од луѓето кои што можеби немаат никаква допирна точка со спорт или со бодибилдинг, па да слушнете коментари што прават луѓево, зошто ностоп се со тие тегови, убаво ли е човек или еве една дама да посакува да изгледа така, да има мускули и слични коментари на овие. Сте се соочиле со такви нешта? Како не, цело време се соочуваме со такви коментари. Која е реакцијата? Мислам, дали ве допираат или едноставно? Не, најчесто тие се коментари од луѓе кои што не се доволно упатени и не знаат како функционираат работите, луѓе кои што имаат предрасуди општи од типот немојте да пиете протеини, не е здраво тоа, Да. не пиете креатин, ќе ви падне косата, што креваш тегови по цел ден, дојди, земи, цепи дрва, биди корицен нешто. Значи тоа се мислам, како да ви кажам, смешки. Меѓутоа не треба да се реагира на таквите коментари. Вистина е од друга страна дека има примери кај бодибилдери кои што на патот кон постигнување на таа цел и посакувано најчесто големо тело, голема мускулна маса, знаат да самите направат некакви пореметувања на здравјето, особено кога имаме временски лимит. Тоа од друга страна па и не е за оправдување. Не е за оправдување. Затоа што последиците ќе дојдат. Така е, секој професионален спорт е многу ризичен. Не само бодибилдингот, и фудбалот, и кошарката, и ракомет, и тенис носат своји последици кои што луѓето на прв поглед не ги гледаат. Во бодибилдингот се повидливи тие работи, бидејќи е очигледно дека треба да се креваат големите жини, да се јаде многу, да се оптеретува со тоа бубрези, јетра и така натака. И повидливи се тие, како да кажам, промени, и затоа луѓето повеќе се склони кон тоа да го осудуваат. За дамите, вашите тела апсолутно до некаде сакале вие или не, се изложени на окото на јавноста. Тоа е тоа, кога одите на надпревари ја оценуваат вашата форма. По автоматизам вие сте во бикини, нели го гледаме вашето тело. Што правиме со онаа граница која што треба да се испочитува за сето тоа да не стане премногу и да не стане вулгарно? Во професионалниот свет на фитнесот, за она како се настапува на бине, има јасно пропишани правила. Да. Како треба да изгледаат бикините, како треба да изгледаат штиклите, како треба да изгледа позирањето и се останато. Во оној друг дел на фитнесот на социјалните мрежи, познавам многу девојки кои што ја преминуваат, да кажам, таа граница на кога нешто станува невкусно и вулгарно. Често предмет на дискусија и сексуализацијата на нашата професија. Меѓутоа, тоа се најчесто девојки кои што воопшто не се ни тренери по занимање. Сега, како што кажавме на почетокот на нашиот разговор, многу девојките кои што ќе повежбаат, ќе достигнат некоја форма, се запишуваат како тренери и продаваат некоја своја, што они создале програма, со цел да остварат приход. При тоа, за да ја рекламираат таа програма, прават невкусни фотографии. Видеа, фотографии и така натаму. Так. На мојот профил, значи, може да се видат фотографии најмногу во бикини, како и секоја нормална девојка, нели, на плажа, што сметам дека е во границите на нормала, и тоа секогаш
ќе биде така, бидејќи секако мојот профил го следи најпрво и мојата фамилија. Знаеме дека храната е многу важен дел и неизоставен дел од вашата работа. За да зборуваме што е правилно или не, ќе ни треба многу време. Сакам да знам за вас лично, што е она кое што најмногу сакате да го јадете и редовно, можеби во количини, најчесто и најмногу го јадете. Од друга страна, што е она што многу сакате, но сепак мора да избегнувате да го јадете? Мене лично омилено јадење ми е стек и ориз. Значи во тоа Ова е класичен одговор на еден човек кој што се бави со фитнес. Во тоа. Не ти пречи без разлика што редовно ти е дел од твоето мени? Не ме досадува, значи до сега Она 15 едноличност, години. да речем. Не. Видете, не е еднолично, значи на различни начини го приготвуваме. Кога не сум на скроз строга диета, ми прави кика на кинески начин, со ваков зачин, со ваков сос. Ово, меѓутоа, јас тоа не го минувам за ништо. Тоа ми убедливо број еден. Не е проблем, добро. Не е проблем. А спротивната Противното е све. проблем е торта што не може да се јаде, не знам, бургери, често, Јас лично по благото газирани не сум, пијалци. меѓутоа по соленото, бургери, пици, да, обожавам, дефинитивно. ама гледаме да избегнуваме. Успеваш да одолееш? Некогаш да, некогаш не. Да, добро, искрено. Меѓутоа и вие по некој пат имате простор за исклучок, Нормално. нели? Како и секој друг. Кај Кристина, како е ситуацијата? Па исто, релативно исти вкус имаме за храна. Пици и бургери би избрале, нели, кога можеме да си дозволиме. Инаку исто, јас ориз обожавам. Дали тоа е сутлјаш, например, и тоа ми е од детство онака умилен десерт, или па кога е ориз и пилешково прашање од страна со зеленчук или свежа салата, мене ми се допаѓа и често го Немаш имаме на проблем мени. што ти е Да. дел редовно од менито. Освен вежбање, фитнес и спорт, дали може би имате некаков друг талент за кој што не зборувате или може би само вашите најблиски знаат? Не знам, музика, уметност, Готвењето. готвење? Па да, Готвењето, тоа е сериозно голема уметност ако човек се задлабочи и го прави јас со љубов. обожавам да готвам, тоа ми е некако, мислам, од рана возраст пример имам од мојата баба, мајката на мојот татко. Така што мислам дека од мала, плеткајки се со нејзе во кујна да помагам покрај основни некои работи, ми Си се стекна. појави желба да се интересирам околу тоа и да пробувам. Така што и до ден денеска од секое, да кажам, традиционално јадење, јас пробувам да направам малку по-фит варијанта. Се надевам дека и за нас, а и за гледачите ќе биде интересно да погледнеме и да чуеме каков всушност талент има Кевин Леврони. Дел од јавноста низ светот знае веќе за ова, меѓутоа ете и за мене беше овој пат интересно да слушнеме што тој друго знае да прави, освен што е многу добар, беше многу добар во надпреварување и освојување бодибилдинг признанија. You're musical talented. You sing, right? Yes. You play guitar? Yeah. What Yeah. kind of music you play? Just whatever I feel, whatever comes to my heart, whatever the moment of I feel, and then I try to create music, and I write music. Like I visit so many different countries, and I see things happening, and then I'll go home and I'll write about it, and I'll put some music to it, and things like this. Please forgive me, I turned a blind eye. And I won't believe you still think of me. You like to perform in front of people? Maybe, I don't know, your friends, your family, or this is something just for you? Music is it's just a way for me to connect and communicate. I don't I don't do it for attention from people. I do it because it's therapy for me. He's suffering patiently.
Мои вечерашни гости во студиото на Fairplay се Кристина Неделковска и Адам Лигоровски, фитнес тренери и луѓе со кои што имаме се надевам продуктивен разговор околу спортот и околу сето ова што јавноста сепак ги интересира. Сега е време малку и да се забавуваме. Со оглед на тоа што треба наскоро да стапите во брак, да видиме дали сте навистина подготвени, дали се познавате меѓусебно. Па еве имам неколку прашања преку кои што тоа се ќе го провериме ние. Ако сте подготвени, значи да објаснам, секој на својата табличка го пишува одговорот на истото прашање и потоа ние гледаме дали се поклопуваат. Подготвени сте? Да. Ајде, може. На кој датум прославувате годишнина од врската? Ова вообичаено за мажите е потешко прашање, ама еве ќе видиме дали така го знам ќе биде. одговорот. Ајде, може да ги свртите табличките за да видиме. Еве вака кон таа камера. Да видиме. Ситно што го штиде листот. Чекај, се поклопуваат 20 мај. 20 мај, да. Добро. Значи знае Адам. па Знаеш да ја изненадиш Кристина некако за такви датуми, да, се одбележува Да, тоа. се одбележува тоа везно. Да, макар и со мал гест, меѓутоа. Да. Океј. Која е омилена боја на Кристина? Брзо пишуваат, значи нема примерно размислување, ми се допаѓа ова. Може, Истото да. е, Истото е, розова. Да, гледав некои слики на Инстаграм профилот дека има и облека, да кажеме, често пати во розова. Следно прашање, ова е за Адам. Која му е омилена вежба на Адам? Во поглед на фитнесот се разбира. Што најчесто? Конкретно вежба или мускулна партија која што сака да ја вежба? Ајде, еве ќе го олесниме тоа, нека биде мускулна партија, да. Океј. Може? Да видиме што ги кажеш. Ова се вида полесно на Кристина, веројатно го гледа каде покрај кој справи најчесто е. Ајде. Раца. Ова исто ме инспирира. Зошто толку често кај мажите кои што вежбаат нема правилна пропорција меѓу рацете и нозете? Многу луѓе не сакаат да ги вежбаат нозете, па меѓутоа затоа доаѓа до диспропорција, а верувам дека не постои маж кој што не сака да има мускулести раце. Целото тело, мускулести раце. Да, целото тело треба да се биде складно, нормално. Меѓутоа не верувам дека има некој што не сака да вежба раце. Одиме понатаму, кој е омилен дел или ета мускулна група нека биде од телото на Кристина? На што таа посветува можеби најмногу вежби, внимание? Ајде. Да видиме дали ќе се поклопи. Досега, значи, имате... Нозе и задник, ја спиша. Ја само нозе. Се поклопува. Меѓутоа тоа е истото. Да, па и според Не може категоријата да се- што ја објаснивме, да. Еве и за ова имам прашање, многу често кај жените е тешко да имаат обликуван и убав задник, онаков како што сакаат, а при тоа да немаат широки и големи нозе. Возможно ли е тоа? Возможно е, бидејќи за добро обликуван задник треба да се креваат тежини. А жените се плашат од тоа да не случајно нели им се зголемат и нозете. Меѓутоа нозете изгледаат големо кога на нив има мускул, меѓутоа е покриен со масни наслаги. Значи треба воедно да се прави и кардио и да се внимава на исхраната за да изгледа тоа се тенко и затегнато. Пак на истата дефиниција се враќаме. Време треба, па работа многу треба и така. Нормално. Океј, следно прашање. Која е најголемата, колку најмногу килограми практично може да крене Адам на бенч? Го знае, мислиш, одговорот? Па може Ајде да- ќе видиме дали ќе победи. Во најдобри денови. Во најдобри денови, Или ако? моментално. Во видиме, најдобри се во најдобри, да. Ајде вака. Океј. Може би ќе даде малку плюс. Да, гледате. Да? Приближно. Не, Добро, приближно. приближно. 140, она пише 150. Да, јас Добро, ќе се мислев уважам измеѓу ова како 140 и 150. дека сепак се познавате. Следно, колку максимум клекнувања, морам така да го кажам ова на македонски, чучњеви. иако чучњеви, да, Скват. тој збор се употребува, може да направи Кристина без дополнителна тежина. Значи без никакви тегови со Не го сопствена знаем одговорот на ова прашање, или го Па да. знаеме? Ама од Не знам, прилика, ќе трупам. ајде, прилика. ова. Некој пат ќе дојдеме па ќе провериме дали е така, Да, нели да, може? ова мора и јас да проверам. Ајде И 100. 100, јас Океј. пиша 50. Добро. Ова е само прв минус дадов. Прв минус ќе му ставиме и ова ќе биде последно, забавно да завршиме. Има ли Адам омилена песна која што не знам, најмногу сака да се ја слуша дома, на вежбање, во автомобил, ако вози автомобил. Тешко То прашање. дали нешто си подпевнува по некој пат? Ова е потешко отколку она со килажите и килограмите и вежбите. Ништо? Па дефинитивно некоја Немам некоја. весела песна ќе биде тоа.
Меѓутоа сега во моментот не можам да се Добро. се сетам. Немам јас некој вака Да, немаш одбројам. нешто ева барем во последно време така што ти се врти Не, низ глава. не. Да. И па ништо да ве пофалам, ете имавме само еден одговор кој што можеби малку беше поразличен, но подготвени сте. Ви давам најми да правите, да правите свадба. 90%. Навистина брзо ми помина времето со вас. Посакувам и се надевам дека овој разговор беше и забавен, но и едукативен за оние кои што го гледа и слушна, па ништо за крај веројатно ќе ги охрабриме оние кои што можеби досега не вежбале или не се занимавале со спорт, да го направат тоа се со цел да имаат и добар изглед, но и добро здравје, така? Се надеваме и ние. Ви посакувам во иднина успешна работа, многу добро здравје, традицијата која што има вашиот фитнес центар да се Се продолжи. надеваме ќе продолжи. Да, последен пат можеби ќе се видиме на некое снимање кај вас сите заедно. Ве очекуваме. покануваме, Ве ве очекуваме. очекуваме. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам уште еднаш многу, се надевам уживавте вечерва со моите гости во студио. Пред и со вас да се поздравиме, ќе погледнете уште едни убави инсерти од Кевин Леврони и неговите фанови, како тие се дружеа. Верувам дека секој пат имаат интересни прашања кон него, а потоа ќе ви ги кажам и деталите за едно наградување кое што овој пат заедно со него ви го подготвивме. Има ли некои интересни нешта кои што ти си успел да ги научиш од него? Дали е расположен на вистина да го пренесе своето знаење и да не го крие тоа што го знае, што самиот го искусил, заради тоа што активна кариера имаше многу долго време? Да. Верувајте ми дека не само Кевин и сите други гости што не биле претходно по разни семинари, она што го знаат стварно го кажува. Значи, затоа што тебе кој ти го каже одеднаш ти тоа не можеш да научиш, треба време. Значи он буквално ќе сподели све што знае. Многу работи што сме ги гледале на интернет, на YouTube, на не знам сме читале, кој ќе секогаш кој ќе прашаш некој што се десило, он ќе ти каже малку различна приказка да каже. Да ти каже за тренинг, да ти каже за како јаде, како што прави, што не прави. На пример вчера го прашав една работа по приватна, по интимна да кажам околу спортот, ми вика не, ја тоа никад не сум пробал. Мене ме зачуди. Па ми обясни зашто, како. Затоа што секогаш некој ќе видиме одреден човек во одреден спорт, имаме 10 работи кои што ние обавезно мислиме дека е така. Устари не е така. Што најчесто го прашуваат и твоите членови, луѓето кои што ги познаваш, повеќе се интересираат за вежбите, за системот на вежби кои ги применувал или повеќе ги интересира исхраната и она што треба да го следи процесот на вежбање? Видам се реален. Значи сите ги занима како за еден месец да се направи тогав. Тоа е исто како кога ќе дојдат во Стронге што на пример прашуваат дайте ми нешто за топење, ама да не вежбам. И сега сите ги интересира патот до успехот, ама сите ги интересира дали е тој краток или подолг. И тука го прашуваат многу прашања, кои се тие тајни вежби што ги правиш, кои се тие мистериозни диети, не знам, други работи кај што они мислат дека тоа преку вечер се преку една ноќ дечева. Драги мои, преди да се поздравиме, сакам да ве потсетам да не следите на нашите социјални мрежи, на Facebook и на Instagram, ќе не пронајдете Fairplay со Јана. Таму и веднаш по завршување на ова издание ќе ги објавиме правилата за нашиот прв giveaway сезонава, односно наше дарување. Следете ги правилата, учествувајте и ќе можете и вие да си добиете подарок кој што ни го подготвија ете Кевин Леврони и The Strongest. Се разбира, ве канам и следната недела во истиот термин да бидете заедно со нас, затоа што ние со задоволство ви подготвуваме нови спортски теми. Имајте убав остаток од овој ден и уживајте во неделното попладне.